Во делот на форумот, значи, книги и други материјали за мотивација, најгоре имаме видео, фокус, концентрација, мотивација. Money Mindset, модул 1. Ова е обврска која што секој од вас треба да се заврши дома. Еве што конкретно имаме тука. За да постигнеме поголем успех на некое поле, мораме да се фокусираме и сконцентрираме на една или две работи во исти период. Да не лутаме со идеи, желби и размислувања. Најдобро е да се фокусираме на една работа. Сите други моменти околу нас да ги занемариме, да ги отстраниме. Ќе видиме како можеме да го постигнеме тоа во следниот дел. Секој поголем успех на некое поле започнува со концентрација, фокус на таа работа. Поголем успех на финансиски план можеме да постигнеме ако се посветиме, вложиме поголема концентрација во тоа што го работиме и мислиме само на таа работа. Секој од вас треба да ги заврши овие неколку вежби. Треба да се работи во тишина и треба да се работи само кога сме сами во просторијата, со исклучен телевизор, радио, мобилен и компјутер. Само тетрадка и пенкало пред себе е потребно. Напомена, тука треба да сме максимално искрени. Ова е наменето само за вас. Не треба никој друг да го чита. Само така ќе бидеме максимално искрени кон себе. Тетрадката е само ваша. Никој нема да ја најде и да ја прочита. Се со цел за да бидеме максимално искрени пред себе. Ова е совршен тест за самоанализа. Значи имаме тука неколку видеа, 12 видеа. Значи ова е почеток, можеме и да го чуеме ова што ќе ви го кажам јас, може да го чуете во оригинал на англиски јазик. Значи ова е се вкупно, значи генерално ова што до сега ви го кажував, може си го прегледате видеото, си пуштите плей. Понатака еве ја првата вежба, Reboot Your Brain, односно рестартирајте го мозокот. Првата вежба за тоа, како да се рестартира мозокот. Како да се направи тоа? Како да се преформатира? Како можеме да ослободиме некои мозочни, ментални ресурси, така што ќе имаме повеќе простор, ментална енергија за да се посветиме на овој начин на работа. На секој од вас во моментот, барем 100 мисли му се вртат, му се премотуваат низ главата. Треба да отидам таму, да завршам ова, да се видам со овие луѓе, да платам сметки, да ја завршам оваа врска, да испазарам, да купам поклон за роден ден, да ја исперам колата, да се јавам таму, да продолжам договор, барем 100 обврски и заврзлавни кои ни тежат над глава и мораме да ги завршиме во текот на денот, следната недела, месецот или оваа година. Мозокот се труди да не заборави нешто од овие обврски, ги промотува како на лента и секогаш сме психички преоптеретени. Како можеме тоа да го подобриме? Повторувам, оваа вежба да се заврши во потпуна тишина. Сите оние најброени обврски кои ни тежат, да ги напишеме во таа тетрадка. Значи, од оние банални, во тоа е за првата вежба, значи, сите тие обврски да ги напишеме во таа тетрадка, од оние банални, најмали, до оние крупни, тешки, страшни. Се до оној момент кога не можеме да се сетиме, ама баш на ништо дополнително кој треба да го завршиме и да го исполниме. Се што ни паѓа на памет, се додека не ги испразниме нашите мисли од обврски, се да ставиме на хартија. Значи, буквално да направиме симнување, односно даунлоад од мозокот на лист хартија во вашата тетрадка. Ова се некои научно докажани методи на подобрување на концентрација кои функционираат одамна. Ќе почувствувате голем ефект, големо олеснување и релаксираност на мозокот. Секако дека чекам коментар на форумот за овој дел, оваа комплетна вежба може да трае 2-3 сати, но не ја прекинувајте. Завршете ја во еден здив. И тука може да, значи во овој дел да искоментирате, значи одговори и да искоментирате на форумот со одговори и да напишете ваш коментар. Reboot Your Brain 2, односно рестартирајте го мозокот, вежба 2. Втората вежба е да напишеме во тетрадка на следен лист или малку понатака, значи од првата вежба, за да има место за подоцнежни додатоци. Се она што сакаме, значи на тоа втората вежба да напишеме се она што сакаме да го постигнеме и да го добиеме во животот, а моментално го немаме. Сите оние интимни, скриени желби кои не сакате да ги споделите со друг, кои дури некогаш не сакате ни пред себе да си ги признаете. Битно е да бидеме максимално искрени.
Еве да ви кажам за мене некој за мојот случај, за оваа цел си имам една стара тетрадка, стара никаква, која никој нема ни да помисли да е добра, а камоли да ја отвори. Сопруг, девојка, жена, нема потреба никој друг да ја чита освен вас. Затоа што ако постои опасност некој друг да ја прочита, нема да сме тотално опуштени на овој така наречен исповед пред себе. Максимално искрени и да не размислуваме дали тоа е возможно или не. Буквално како некој да ни дал неограничени способности, како некој да ни ја подарил Аладиновата волшебна лампа, неограничени финанси и се што ќе посакаме ќе ни се оствари. Например, сакам Audi 6 3.0 TDI со 18 инчни пендажи со премиум опрема. Сакам таква куќа на 2 спрата со 3 спални, 3 бањи, стан покрај море, точно толку месечни примања со кого сакаме да живееме, како сакаме да живееме. Дури сега ова е доволно детално за да може да се створи слика во нашиот мозок. Не само сакам пулбава кола, джип, поголем стан, повеќе пари. Тоа не е доволно детално кажано. Мозокот и подсвеста така функционираат да кога знаеме која е конкретната цел, мозокот, односно подсвеста си работат, си бараат подсвесно решение. Во заработка со сите претходни искуства во животот и не случајно наеднаш ќе се сетиме на некоја добра варијанта, идеја која би можеле во блиска иднина да ја створиме. Ќе се појави некоја неочекувана можност. Ако ја комбинираме ваков начин на размислување со интернет маркетинг, односно оваа обука за интернет бизнис и маркетинг, ќе имаме резултати за краток период. Тоа не е плюс во оваа ситуација. Значи, ослободени сме од нашата локална економија и размислуваме глобално. Се ова напишано во таа тетрадка, што подетално, и никој друг освен нас да нема пристап до таа тетрадка. Оваа тетрадка е само за вашата душа. Сите работи вака почнуваат. Треба да знаеш што сакаш. Некој едноставно го поминува цел живот, не знаејќи што сака од животот. Прво е да знаеме што сакаме, а потоа да почнеме да работиме и да се стремиме кон тоа. Ако сакаме нешто, а не знаеме што, тоа е неодредено, немаме доволно јасен фокус. Продолжуваме понатака, Reboot Your Brain 3, односно третата вежба, е да напишеме во трета секција од нашата тетрадка, да ги напишеме и да ги наведеме сите наши стравови и грижи и кои би биле најцрните сценарии. Со тоа што на овој начин ние ќе се подослободиме од сите тие грижи и стравови, едноставно ќе ги ставиме на хартија, затоа што реално ние немаме тотална контрола врз сите проблеми и конфликти во овој свет. Тука е многу важно да се напомене дека позитивниот став и позитивното гледање на работите во животот е многу битен елемент и за да го зачуваме нашето здравје. Нормално. Нервозата, стресот, песимизмот, нездрава храна, ова може би и на прво место и недоволна физичка активност, реално денес и докажано, значи овие фактори е причина за појава на многу болести во организмот, па дури најтешките. Понатака, Your Ultimate Life, значи четвртата вежба е, значи, кој го бидува за цртање и бојни да си направи една скица со рака, како би изгледал неговиот идеален живот, односно животот со ништата. Ако не сте надарени за цртање како мене, тогаш може да го направите тоа на друг начин. Соберете сликчиња од интернет, колаж и можете да се направите една збирна слика. Или сечете од списанија и залепете на еден голем лист А3 или поголем. Сликички кои се најблиска презентација како би изгледал вашиот идеален живот. Многу е битно нашата цел кон која се стремиме да имаме пред себе визуелно на слика, односно да ја поставиме во наша близина таа слика, во близина нашето работно место, а и друга копија над креветот, значи за да можеме да ја наблюдуваме таа слика пред спиење. Подсвеста активно работи додека ние спиеме навечер. Може би приходите за почеток ни далеко не се доволни за еден ваков живот со ништата, но имаме насока, а тоа е првиот чекор. Се започнува до оној момент кога ќе зацртаме што сакаме да постигнеме и оствариме. И не треба да бидеме скромни. Во делот на финансии секако да замислиме некоја поголема сума, за да, иако потфрлиме до некаде, тоа пак биде една добра сума. Ако се зацртаме 1000 евра месечно, а стигнеме до 500, ништо не сме направиле. Значи нешто поголемо, поконкретно. Следната петта вежба, You Incorporated, е искрено да се оцениме себе си во следниве области. Финанси, здравје, односи со партнерот, фамилијата, пријателите, животен стил, духовност и човечност. Да си дадем искрена оценка од 1 до 5, затоа што нема човек кој има оценка 5 во сите овие области.
Затоа што ако човек е добар со финансии, можеби има здравствени проблеми или нема доволно време за своите блиски или пак можеби нема љубов. Или има се друго, но финансиите се проблем. За да можеме да сториме нешто и да знаеме како треба да се подобриме следниот пат кога ќе ја правиме оваа вежба. Значи да зголемиме оценка, секоја оценка барем за 1-2 поени во оние поготово оние критични оценки. Шеста вежба е да се соочиме со нашиот долг. Ако немате долгови, супер, одлична, односно facing your debt. Ако немате долгови, супер, одлична ситуација имаме тука. Ако имате долгови кредити, кој е најдобриот начин да се репрограмира, да се започне со нивно намалување? Тука имаме интересна приказна од на овој курс Money Mindset. Значи пред од авторот на овој курс Money Mindset, значи може да ја слушнете во оригинал на ова видео тука Facing Your Debt. На кратко ќе ви ја раскажам. Значи пред да почне студира, значи мислам дека тоа беше опишано во некој друг тест, не е битно. Значи пред да почне студира на факултет, морал да започне со подигање на огромен кредит, околу 10, односно $10,000 за секоја година. Една година студирање на добри факултети во Америка може да чини многу пари, како во случај. Мала кратка деконцентрација. Значи, рековме дека за една година студирање на добри факултети во Америка може да потрошиме добри $10,000 или многу повеќе доколку се работи за некои најдобри факултети, за најдобрите факултети во Америка, за врвни универзитети. За целото студирање заедно со трошоците, сите трошоци за живот, потрошил една голема сума, нешто повеќе од $100,000. Не водел сметка за трошоците, за месечни рати, за отплаќање на кредитот и плаќање на другите сметки. Сите сметки и писма што доаѓале на негова адреса, струја, вода и други комунали, писма со предупредување од банки, предупредување за тужби од адвокати и извршители, сите нив ги собирал и ги складирал во кутија за чевли под кревет. Сте што доаѓало, ништо не отворил, само упорно додавал на врвот во кутијата за чевли. Се трупаат многу писма, човекот се обидува да заборави, ситуацијата се влошува цело време, каматите и предупредувањата растат, тој се труди да занемари и заборави. Но како може да заборавиш? Како ќе заборавиш? Цело време ти тежи на главата, нервира. Или некој ќе ти се јави, ќе те подсети. Така е додуша и во денешно време, дури може и да настрадаш ако должиш пари. Зависи каде. Се наполнила таа кутија за чевли, човекот зема уште една кутија за чевли и продолжува да реди там. И една вечер не можел повеќе да издржи, не можел повеќе психички да поднесе да биде во неизвестност. Буквално мислел дека ќе експлодира. Не знаел ни која е полната сума, крајната сума која што должи и треба да ја врати, нормално. Ги извадил двете кутии за чевли, ги отворил и ги истурил сите писма и сметки на неговата огромна маса. Сите сметки, писма, опомени, предупредување, тужби. И полека внимателно почнал да бележи. Работел цела ноќ, пресметувал, собирал, се разденило, се уште работел. И некаде до 8 сат са бајле успел да пресмета и сортира се пред него. Пресметал дека вкупно должи $108,000. И за Америка тоа се големи пари, не само кај нас. Огромна сума. И решил дека повеќе нема да бега од таа сума. Си е испечатил таа голема сума на неколку листа хартија, да му стои на зид до него и да ја гледа постојано, да се соочи со неа. Минус $108,000 да стои директно пред него со големи црвени бројки. Да не бега повеќе, да не одолжува. Да не одложува, да не си го зголемува проблемот. Нели мозокот функционира така? Подсвесно бара решение. Кога го гледаме проблемот пред нас, почнуваме да бараме решение на тој проблем. Знае дека веќе е опасно и дека мора да се бара решение. Се вработил и на една стандардна работа со работно време од 9 до 5, како втора работна обврска, работел на интернет маркетинг, попладне и касно навечер. Благодарение на таа негова ангажираност, успел полека да фати ритм и да почне да ја намалува таа страшна сума од минус $108,000. 106, 105, $102,000. Кога паднала сумата за враќање под $100,000, веќе малку се охрабрил. Сега должи 5-цифрена сума. Веќе малку поинаква приказна и полека таа страшна сума за 2 години напорна работа успел да ја сведе на нула, благодарение на приливите од интернет маркетинг. Но тука е поуката нешто друго. Ова приказна ме подсетува на една моја ситуација. Колку бев неодговорен додека бев студент. Буквално катастрофа. Никаков биоритам. Баш поради тоа што цената на интернетот беше астрономска, се плаќаше интернетот со суво злато во тоа време
и од 3 до 6 на сабајле беше најефтин. После 12 беше исто така малку поприфатливо. Значи, по истиот период додека студирав, и јас како Џон Риз, така се вика, значи, авторот на овие видеа, си ги собирав сите сметки и еднаш на 6 месеци ги плаќав. Во тој период не исклучува. Не дека немав доволно финанси, туку едноставно од немухајт, што се вика. Може би ова вистинскиот збор. Само телефонот ми беше редовно платен. Баш ме потсети оваа ситуација со Џон на мојот неславен период. Не имав сметки. Отиди таму и побарај детална листа, па плати за неколку месеци, па потоа пак еден период ме нема. Но се заоштри ситуацијата, па морав и јас да се променам. Тоа беше друго време поопуштено. Сега е друго, не праќат ни опомени. Тужби и свршители. Оваа вежба е многу интересна и потребна. За секој од нас и поучна, во секој случај. Потоа, значи, имаме следна вежба, седма, да remove negativity. Значи, ова вежба е уште поинтересна и многу значајна за секој од нас. Многу често се случува да секој од нас во животот има човек кој апсолутно не го поддржува во се она што прави и се труди да оствари или негативно му влијае. Многу често се случува, да речеме млад човек, изразува некоја храбра идеја и коментарот од родителите дома е следниот. Какви луѓе не успеале, па ти успееш. Можеби ти всушност во тој момент имаш некоја супер идеја, си ја разработил, следиш трендови, знаеш дека во тој момент ќе запали. Но кога некој вака од дома ќе те сосече во корен, едноставно немаш сила да продолжиш. Можеби некој твој близок кој многу те сака ти прави многу лоша услуга, те кочи во старт. А ти можеби си имал фантастична идеја во право време, на право место, но не си добил поддршка и не си ја реализирал. Многу пати сум го гледал ова кај посетителите на моите курсиви. Ќе дојде некоја жена и изјавува: не сум кажала дома на сопругот дека доаѓам тука. Кажувам дека одам на курс по англиски јазик, или маж кажал дека оди на обука за информатика, Microsoft Office. Секогаш дискутираме на оваа тема. Во секоја група има понекој ваков пример. Некој ќе каже, ќе се препознае. Дури и јас сум се нашол во ваква и слична ситуација. Споменав претходно дека од сума од $15,000 месечно, еден период стигнав до ситуација родителите да ми помагаат да се прехранам. И мајка ми задоволно, онака ми настапи: ајде сега најди си некоја сериозна, стабилна работа. А како можеш после такви приходи да си најдеш нешто стабилно? Најпрво, ништо не е стабилно, а второ, како после такви приходи можеш да се задоволиш со нешто минимално? Буквално е така. Во други поразвини земји може би има решение со некоја стандардна работа, дури и подстандардна, имаш некој живот. Овде во Македонија нема никаков избор, колку и да сакаш да работиш и напори да вложиш, има некој плафон и тоа е тоа. Понатака, имате некои блиски роднини со кои не ви оди муабетот. Постојано се негативни, се гледаат во негативен контекст, за се е крива државата, владата, криза нема излез. Излез има и не смее се размислува така. Овие луѓе треба да се избегнуваат или барем да не зборуваме со нив на таа тема. Исто така многу е битно да се отстранат оние нешта во домот или на работното место кои ве вознемируваат. Ова е клуч за зголемување на нашата продуктивност. Ова вежба е да се напише се во истата таа тетрадка, се она што ве вознемирува и прекинува додека работите. Нема никаква потреба Facebook да е цело време активен. Исто така нема потреба да бидете цело време да биде отворен во еден таб, да биде отворен цело време и Gmail или кој да било ваш имейл. Доволно е 3 пати дневно да проверувате имейл. Например, мене дневно ми стигаат повеќе од 200 имейлови. Ако цело време проверувам и одговарам, губам премногу време и нема да стигнам ништо значајно да сработам во текот на денот. Во контекст на ова нема потреба да бидете достапни цело време и на телефон. Мој пример: кој ме побарал до 9 часот сабајле, му звонам во 9. Кој ме побарал до 12, му звонам 12, 12:15. Кој ме побарал до 15 часот, му звонам во 15, од 15 до 15:15, односно 3:15 и готово. Едноставно смеете да се дозволите да бидете достапни на телефон секогаш и за секого. И не треба, доколку сакате да успеете. Вакви принципи, значи, и начини на функционирање им овозможуваат на луѓето кои се многу успешни да добијат 2, 3, 5 часа повеќе отколку другите луѓе и токму затоа се успешни. Не се некои гениалци, не се кој знае колку попаметни од нас. Туку си го ценат времето, се решили да работат и не сакаат некој да ги вознемирува. А не кафенце,
па некој ќе ти се јави, па некој ќе ти дојде, најлошо. Затоа кога јас се договарам да се видам со некого, договарам или јас да отидам или на неутрален терен, за да можам да се заминам кога сметам дека е потребно. Дури можеби најдобар совет, продајте го телевизорот. Во еден текст на кој последно налетав, каде е опишан животот на милиардерите, основно е тоа што воопшто не гледаат телевизија, а читаат многу. Инвестираат многу во стручни списанија и книги. Замислете колку е тоа многу ако искомбинирате и соберете читање на 20 страни секој ден. Колку е тоа на годишно ниво? Тоа е преку 50 книги. Значи тоа е страшен напредок и тоа не било што туку стручни материјали, нешто што сигурно ќе ти помогне и ќе ти се најде за многу кратко време да си спремен во секоја ситуација. Некои вакви мали финти значат многу, поготово на подолг рок во секојдневниот живот. Треба да се потрудиме да си креираме вакви навики. Некои луѓе со 24 часа постигнуваат многу, а некои луѓе со истото тоа време немаат време за ништо. Повеќето од моите успешни ученици се со постојана работа. Некои од нив скоро напуштија работа, и претпоставувам дека сега парче ќе прават. Не треба многу да бидете романтични и да се размислува за минатото, што било, како било, колку било убаво времето на Анте Марковиќ или за време на Југославија или некој друго време, во времето на Тито. Сите знаеме дека тоа нема да се врати, а размислувајќи за тоа само губиме време. Почнуваме од овој момент натаму и не се враќаме назад. Исто така значено е да имаме голема самодобреба во себе. Самодобреба дека овој план за работа можеме да го реализираме. Доверба во себе си дека сме способни тоа да го оствариме. А секој од нас има некои таленти кои треба да си ги открие, да види зашто е предодреден. Тајната на успехот на Наполеон Хил и ред други успешни луѓе тоа што размислуваат на ваков начин. Имаат конкретни цели и се уверени во себе дека може да успеат. Би се навратил за моментот на книгата Мисли збогати се од Наполеон Хил. Кога го прашале Томас Едисон како се чувствувате господине Едисон кога дури после 100 неуспешни обиди успеавте да ја произведете сијалицата со влак од волфрам. Едисон одговорил: тоа не се 100 неуспешни обиди, туку процес со успешен крај. Електрична сијаличка која работи, значи тој процес се состои од 101 чекор. Значи последниот обид беше 101 чекор и тоа е успешниот. Навистина е така. Или може да работиш како човек од светска класа, или може да ги задоволиш луѓето околу тебе, но не можеш истовремено и двете работи. Една работа која сакам да ја нагласам. Секој од нас е средна вредност од луѓето со кои поминува најголем дел од времето. Ако ние во тој круг сме најдобри, немаме од кого да црпиме идеи, искуства, начини на функционирање, знаење. Просекот не се намалува. Другите црпат од нас, значи рековме совети, искуства, начин на функционирање. Ние не напредуваме кратко и јасно. Потребно е да најдеме човек или луѓе кои ќе ни го кренат просекот, поуспешни од нас. Ќе видите дека како се развивате и растете, интелектуално и финансиски се движите напред. Ви се менуваат навиките, другите луѓе околу вас не можат да го следат вашето темпо и ќе почнат да ви љубоморат, да ве избегнуваат. Со навиките кои ги имаме моментално, ги имаме овие моментални резултати. Со други подобри навики, ќе постигнеме многу поголем ефект и напредок, ќе бидеме многу поуспешни. Може би звучи крваво и многу сурово да ги бираме пријателите и познаниците вака наменски, но тоа е голема вистина, верувајте. Мора да учиме луѓе кои се подобри и поуспешни од нас. Треба се обезбедиме таков човек. Тоа на запад е познато како менторство и е еден од начините за брз личен прогрес. Таквите луѓе не движат напред. Ако некој е задоволен со малку, тој човек нема да не инспирира. Тоа дека друг човек гледаш дека постигнува, се труди, работи и напредува секој ден помалку и решен е да направи нешто со себе и тоа нешто го прави. Сите знаете по некој таков човек околу вас. Јас би спомнал некои цимери со кои живеевме додека заедно студиравме. Имаше еден човек кој секогаш имаше време за се. Не сум баш убеден дека би бил среќен да го споменам неговото име. Имаше супер оценки на сите испити и доволно време секоја вечер да се дружи со сите негови блиски и другари, пријатели и другари. Да одржи контакт со луѓето кои се битни во неговиот живот, да излезе на кино, театар, да посети некоја девојка. Тогаш мислев дека живее многу досаден живот, делумно како робот, но тие методи се методите кои денес му донесуваат успех и среќа и кои јас денеска секојдневно и секаде каде можам ги презентирам и препорачувам. Ефикасност, сурова дисциплина доведува до успех, а верувајте и среќа, задоволство од самиот себе. Значи сите овие вежби
да се поминат детално, се запише се во посебна тетрадка и да се поминуваат повторно и повторно на секои 3-4 месеци. Кога почнував со обуката за интернет бизнис и маркетинг, кога ги држив првите предавања, првите презентации, имав еден проблем поради мојата претходна работа на интернет. Што значи тоа? Значи, еве еден мој пример, конкретен. Што значи тоа? Работа сам со себе, еден или двајца пријатели, познаници покрај себе и минимум комуникација со други луѓе. Тоа доведе до моја слабост при вербално изразување, односно при најобична комуникација со луѓе. Сум се довел до ситуација да изгледам како да немам прочитано ниту една книга. Комуникацијата е вештина која секојдневно несвесно ја вежбаме. Ја подобруваме. А јас немав каде да го вежбам тој говорен дел, но мене стручниот дел ми беше специјалност. Но не дозволив тоа да ме поколева. Решив дека ќе одржам обуки и се до тоа го истуркав и тоа успешно. И никогаш не сум бил најдобриот говорник. Но знаев дека морам да го направам тоа како следен мој чекор за да одам понатака, за да напредувам. За овој комплет, значи тоа е овој мој пример. За овој комплет од вежби, тест за самоанализа на себе си, сакам од вас коментар на форумот, да се исповедате пред себе си, никој друг не мора и не треба да го чита тоа. Дали ви помогнало тоа, дали си поставивте цели, дали си ослободивте некои ваши ресурси, за да се посветиме повеќе на нашата работа.